Па и начело на ВМРО кај донесат човек кој сака да го смени името. Јасно ли ви? Па ќе донесат. Ама тоа е проблем дека ние секако сме навикнати да ни донесат. Не ние да бираме, да ни донесат, да ни изберат. Тоа ти е. Уште во 90-та година, кога и создаването на ВМРО го донесоа Лјупчо Ѓорѓевски, го донесоа Бранко Црвенковски за тоа, донесоа. Ете, тоа е проблемот, дека нас ни носат. Ете, тоа е проблем. Ние мора да се освестиме, не да ни носат, ние да бираме луѓе кои се спремни, не да крадат само, туку да бранат држава. Ние тоа не сме, уште не сме го сфатили, не смееме да созрееме до таму, или па не сме способни да созрееме. И за тоа стига така. И сите тоа дека го прашам, дека зборуваме сега во овој разговор, како сме донесени и така, па донесени сме за тоа што ние сами сме се донесовме. Сами сме се донесовме. И со 2001 и со 2004. Па не е ли срамно, бе? Не е ли срамно? 5-600 терористи 2001 цела држава малтретират и стигат до Скопје. Па во која нормална држава? Па во Африка нема да минат таа работа. Како не може? Војската седи, пошол од таму и кажали од НАТО немој да се месиш. Па како ги ми кажеш и другите, ама ќе ни бомбардират. Па добро бе, нека бомбардират бе. Зашо има некој кој да каже добро, сум спремен, бомбардирајте. Баги ви изнервирав. Ба не ме тоа. Станува збор за друго. За друго кое нашите, значи во голем дел, не можат да сватат. Држава се брани, таа не се, како некои викат, со пенкало ќе одбрани, со пенкало не се создава држава. И не се, тоа, и држава може да се уништи, ние ќе бидем првата држава која се уништила со пенкало и со доброволно, нали, тоа, со доброволно гласање и така натаму. И тоа значи дека ние не заслужуваме да имаме држава. Ше ова е Александар Македонски, ако ни се смени името. Ќе биде Александар Северно-македонски, Горно-македонски или Александар Централно-балкански. Јас се прашам, независно дека тие генетичарите велат дека имаме 30 од 100, не многу, ама се пак 30 од 100, па и другите немат повеќе, нали, антички македонски гени. Јас се плашам дали воопшто имаме такво нешто. Ни подметнале. Сега, видите, тука не станува збор дури за политичари, станува збор за човечко достоинство. Како ти, како човек, не станува збор за тоа. Како ти викат, па, и председател Иванов и другите, нали, тамо, со тоа, ми ни прават притисок. Па добро бе, знаем добро во принципот, нали, вториот закон во термодинамиката. Ако притисокот е голем, тоа значи дека отпорот е мал. Не можеш да имаш голем притисок и голем отпор. Тоа е закон. Или едното е високо, а другото ниско, или спротивно. И сега сите кои викат, включително и Груевскито, притисокот ми е голем. Притисок, па значи отпорот ти е мал, ако притисокот е голем. Ако отпорот ти е голем, притисокот не може да биде така. А јас тоа сум го кажал и повеќе. Нашите политичари, а и сите политичари мора да одат не со паричници, не со тоа со оставки во джеп, како некои викат, политичарот мора да биде со така. Вистинскиот политичар, кој е врвен раководител, избран на таа функција, мора да оди со свој некролог во джеп. Ете, тоа е политичар вистински. И затоа гледаме тие кои са били, еве сега и Фидел Кастро и Че Гевара го исполнува, не тие кои ги имитират. Нали, па и Путин и тоа, сите тие одат со некролог во джеп и за спремни на борба. А не викат, ама ми притиснали овој, ми притиснал овој. Како можеше Иванов да се примисли за една ноќ? Не сакаше овој да го прими, и потоа го прими и свенето тоа. И што може да го заплаши? Што може да го заплаши? Може да каже дека ќе го отепат. И што? Па може повеќе од тоа да те направат отколку да те отепат. Ништо не може. Може најмногу да те отепат. И што од тоа? Ти си председател, ти тоа во историјата влегуваш. Што ти е тебе џабе, некој ќе си заврши мандатот, ќе остане како некој глушец како си бил пред тоа. Ете тоа ти е.